Драго ми е дека малку повеќе ќе зборуваме за еден концепт на донирање, но и генерално допринесување за средината во која што живееме. Овој концепт кој што утрово ќе го представиме е наречен донаторски кружок, но зашто поконкретно станува збор и сите детали вие ќе ги слушнете во продолжение. Со нас во студиото имаме прекрасна дама ова утро како моја прва денешна гостинка и соговорничка. Тука ќе посакам добро утро на господјата Никица Кусиникова, која што е извршен директор на Сдруженијето Конект и ќе ни ја објасни комплетно целата оваа идеја, овој концепт, но и функционирањето на самото здружение. Најнапред, добро утро и добре ни дојдовте во Македонија денес. Добро утро и вам и на вашите гледачи. Драго ми е што ќе го представиме овој ваш интересен концепт и иницијатива пред нашите гледачи, затоа што ќе кажеме подоцна речиси секој кој што пред се има желба, но и можности, може да се вклучи во сето ова. Но најнапред, бидејќи им стоите на чело на една убава организација, функционирате веќе долго време, би сакала да не запознаете барем накратко со работата и иницијативите кои што Конект ги има низ сите овие години функционирање. Да, Конект е непрофитна организација, чија што примерна цел е да промовира и поттикнува филантропија и општествена одговорност, кои што се насочени кон долгорочен развој на Македонија. Значи, преку нашата работа сакаме да поттикнуваме практики, едно секојдневие, каде што сите ние ќе вложуваме и како граѓани, и како колективи каде што работиме, ќе вложуваме во општеството и ќе се трудиме да ги решаваме проблемите и да го правиме опкружувањето подобро, условите за живење на сите граѓани подобри. Не да чекаме само да ги крпиме дупките, туку едно проактивно, свесно делување, секојдневно би рекле и обмислено. И ние како организација со години наназад им помагаме и на граѓаните да им препорачаме можности каде може да се вклучат волонтерски или преку своите донации и на тој начин да ја реализираат промената. Или со компаниите исто така работиме како тие стратешки и обмислено може да бидат општествено одговорни, не само преку донациите, туку и преку својот секојдневен бизнис, начинот на кој што го водат бизнисот, како тој бизнис влијае врз општеството, врз нивните вработени, врз животната средина, како ќе ги намалат негативните ефекти, а ќе го зголемат позитивниот ефект од нивното работење. И со години наназад сме креирале една позитивна енергија. Годинава славиме 10 години од нашето постоење, која што еве на некој начин овој месец ќе ја заокружиме и со една ваква нова иницијатива како што е донаторскиот кружок. Да, ќе ги споделиме сите детали околу истиот. 10 години рековте, сепак е тоа успех. Толку долго време да учествувате во организацијата практично на луѓето, нивната свест дека тоа го кажавме пред сосема да започнеме со овој разговор пред нашите гледачи. Ние важиме за луѓе кои што сакаме да помогнеме, дали преку донации, дали со нашите гестови функционирање, но генерално веројатно најчесто е потребно да се случат некои посериозни или поневообичаени ситуации за да се разбуди таа наша желба и иницијатива. Вашата цел е всушност тоа да се случува редовно и секојдневно. Сметате ли дека успевате барем досега во тоа? Луѓето да стекнат навика и да бидат свесни дека речиси секој ден постои некој на кој што тие можат со своето однесување да му помогнат? Да, како што веќе споменавте, и сите наши истражувања го покажуваат тоа, дека граѓаните во Македонија се хумани и се отворени да помогнат. Особено сочувствуваат со своите сограѓани кога ќе се најдат во некоја ситуација како временска непогода или потреби за лекување и тогаш излегуваат во пресред граѓаните без оглед на нивната материјална положба. Значи се отворени да помогнат, сочувствуваат и тоа е еден импулс кој што секој во себе го носи, еден порив. Она што ние како организација сакаме да го постигнеме е да сите луѓе кои што имаат одредени континуирани приходи, размислат како може и со символична донација во рамки на своите можности да таа донација да ја претворат во моќна алатка. Кога јас, мојата донација, вашата, на вашите колеги ќе ги здружиме, може да направиме многу повеќе, не само за да санираме во моментот нешто што ни е горливо, туку ајде да изградиме систем во кој што луѓето нема да имаат потреба да се лекуваат во странство. Да направиме можност каде што луѓето сами ќе може да заработуваат, ќе излезат од циклусот на сиромаштија, каде што самите ќе може да се
носат со секојдневните, да речам, предизвици и да бидат продуктивни граѓани. Значи, да ги претвориме на некој начин преку секојдневните донации, да ги претвориме предизвиците во решенија, во една убава заедница каде што сите ќе можеме да просперираме. И тоа е нешто што секој од нас го има, честопати и не е свесен дека преку една символична донација може да се постигне еден таков ефект. Да, мора од некаде да се започне, но и кога ќе се видат резултатите, веќе тогаш луѓето ги добиваат оние се поголеми желби да ги прават тие постапки, затоа што нели, пак ќе речам, резултатите се оние кои што потоа најмногу не поттикнуваат. Придружи се, односно испланирај, донирај. На некој начин мото или главна порака на она што ово утро сакаме да го представиме, а тоа е донаторскиот кружок. Ќе биде ова еден убав настан, но и генерално ова е еден супер концепт, па како конкретно дојдовте до ваква идеја и ваков начин да се стимулираат пред се поединците, но и сите оние кои што ќе сакаат да се вклучат. Да, донаторскиот кружок како модел е познат да секаде во светот и го применуваат многу организации кои што слично како нашата работат на развивање на културата на филантропија во своите заедници, во своите земји. И тој има токму таква цел да им даде простор на оние граѓани кои што донираат или кои што се чувствуваат како потенцијални филантропи и донатори, да се здружат и да ја споделат таа вредност што ја делат и ја носат со себе и да ја вложат во заедницата. Луѓето кои што ќе бидат на донаторскиот кружок гледаат на своите донации како на влог во општеството, како на инвестиција во заедницата во која што живеат, инвестиција во подобро утре, да кажеме. И тој кружок им дава можност да си ја испланираат донацијата. Сакаме годинава го организираме првиот донаторски кружок. Сакаме следната година, бидејќи планираме да ги правиме со динамика еднаш до два пати во годината, оние кои што се дел од кружокот да знаат однапред, да очекуваат дека на тој настан ќе имаат можност да донираат плански, дека ќе им понудиме организации кои што се посветени на решавање на проблемите и дека ќе ги следиме што ќе направат со тие донации и дека за секоја донација ќе добијат повратна информација што е реализирано, затоа што тоа е исто така еден многу важен дел од градењето на културата за донирање. Затоа што ако ние донираме и не добиеме повратна информација за тоа што се случило со донацијата, дали таа отишла на вистинското место, дали се искористила за вистинската намена, секогаш постои сомнеш дали ефектите се постигнати и тоа ги обесхрабрува луѓето да донираат повеќе. Ако јас видам што на вистина е направено со мојата донација, тоа вообичаено креира посилен импулс за поредовно и ајде да кажам, зголемено донирање. И преку кружокот сакаме да дадеме еден таков простор на граѓаните и на нивните семејства. Че тоа е настан каде што луѓето може да дојдат со своји пријатели, со своето семејство и на некој начин и во семејството и во своето обкружување да ја градат таа култура на донирање. Овој пат вашиот настан ќе се случи на 7 овој месец, значи 7 јуни 2018 година и одбравте, сепак сето ова го правите како рековте испланирано и со сопствен концепт. Одбравте 3 здруженија кои што се залагаат и се грижат за одредена категорија на граѓани од нашето општество каде што е потребно да се помогне. Како го направивте изборот и кои се всушност тие здруженија што ќе ги представите на самиот настан, така што како што рековте самата, луѓето кои ќе донираат точно да знаат каде и кому овој пат ќе успеат да помогнат. Да, организациите што ги промовираме на донаторскиот кружок се многу внимателно избрани. Не од аспект на теми кои што ги работат, бидејќи многу организации работат на теми кои што се релевантни за граѓаните и ние на секој кружок ќе нудиме различни области во кои што може да се донираат. Меѓутоа, внимателно ги одбравме од аспект на доверливост. Многу е важно организациите, оние што ќе ги примат донациите, да се одговорни и отчетни кон таа донација. Затоа што донирањето е еден највисок степен на доверба. Некој одвоил од своји лични, тешко заработени средства за да ви ги довери вам, да вие направите потоа нешто во заедницата, да помогнете некому, да решите одреден проблем. И многу е важно тие организации да се посветени и да имаат еден таков систем кој што ќе ја гарантира таа доверба, таа транспарентност и отчетност.
во четврток, кога ќе се случува донаторскиот кружок, ќе презентираме 3 организации. Едната организација е Отворете ги прозорците, здружение кое што ја адаптира компјутерската технологија за лица со попреченост и нуди индивидуални часови за децата со попреченост да може да се интегрираат во образованието и заедно со своите другарчиња непречено да го завршат образованието, да се школуваат, да може да бидат продуктивни вработени, така што донациите кои што ќе бидат дадени кон таа организација ќе отидат за поддршка на токму на овие часови кои што организацијата ги нуди бесплатно за своите корисници. Другата организација е Здруженијето ХОПС, кој што промовира здрави животни навики. Во ХОПС средствата се донираат за дечињето од една специфична ранлива група, а тоа се деца на зависници, кои што поради стигмата која што и да речам преокупираноста со проблемот кој што постои во семејството, децата се занемарени и не успеваат да се интегрираат и да го развијат максимално својот потенцијал. Организацијата ХОПС работи со овие дечиња да им овозможи дополнителна едукација, да им овозможи тие успешно да се школуваат, да им овозможи да реализираат можеби некои своји посебни таленти, способности кои што ги имаат, а кои што поради неможноста на нивните родители не можат да ја постигнат. И третата организација е Вилсон Македонија, здружение кое што ја гради свеста за ретката болест Вилсон, која што доколку не се диагностицира на време може да заврши со фатални последици. И она што здруженијето преку оваа донација од кружокот ќе направи е да ги едуцира лекарите на секаде во Македонија како да ги препознаат раните симптоми на болеста и на тој начин да спасат животи и да им овозможат на тие лица нормален и продуктивен живот. Така што секој може да си се најде во својата приказна, организациите самите ќе се презентираат, посетителите на кружокот, донаторите ќе може да им поставуваат прашања, значи не е само еве вие дајте ја донацијата, туку ќе имаат можност за интеракција со организациите, да се запознаат подетално со тоа тие што го работат и да одлучат кому ќе ги доверат своите донации. Може на сите 3, може на една, а може и на никоја. Значи не е задолжително, меѓутоа ние се надеваме и очекуваме дека организациите ќе ги инспирираат граѓаните. Да, верувам дека ќе биде така. Сосема за крај на нашиот разговор, во секој случај тука се потребни информациите, точно во колку часот и каде и кој се практично може да биде токму во улога на некој кој што ќе сака да помогне. Еве од вас една покана за сите што го следат разговорот, а би добиле желба да бидат дел од донаторскиот кружок. Настанот се одржува во четврток на 7 јуни во Брик бар на Кејот. Во 18 часот е пристигнувањето на гостите, од 19 часот почнува официјално настанот. Може да ни се придружат сите граѓани кои што имаат желба да донираат, кои што сакаат тоа да им стане, да речеме, секојдневна пракса или имале од секогаш желба да донираат, ама не знаеле каде, или не биле сигурни дека таа донација ќе се искористи како што треба. Сите се добре дојдени да ни се придружат, може и да ни исконтактираат или да дојдат едноставно во 6 часот во Брик бар во четврток. Сите детали ќе ги дознаат таму, а ќе биде ова убава можност да се вклучат во настанот. Како што и кажавте во текот на разговорот, а и еве тука стои тоа како мотив, ја правиме возможно промената што сакаме да ја видиме во општеството. Затоа мене ми беше драго што бевте моја соговорничка и споделивме барем дел од вашата работа. Верувам дека во иднина ќе имате уште бројни иницијативи и настани, така што секогаш ќе бидеме расположени и ние да дадеме еве наш удел во сето тоа, па да ги поттикнеме и останатите кои што сакаат да ви се придружат и да учествуваат. Да ви благодарам и вам за поканата во емисијата.